Евене назад во студиото, освен состојбата, здравствената состојба, на секаде со коронавирусот мора да обрнеме внимание и на економските состојби, односно последици од оваа пандемија. На телефонска линија треба да го имаме професорот и поранешен декан на Правниот факултет Борче Давидковски. Професоре, добро утро. Добро утро. Вие имавте една реакција на предлогот на СДСМ кој се однесува на кратење на платите на сите административци до минималец. Сметате дека тоа може да се однесува на избраните и именувани функционери, но не и на вработените во јавната администрација. Зошто? Па видите, не се само тие, туку и судиите и јавните обвинители и вработените во судската и јавно-обвинителската администрација. Мислев дека ќе реагираат и јавното обвинителство, судскиот совет, председателот на Врховен суд и така натака, но предпоставувам остана занемени. Видите, тука ова услови на вонредна состојба, сите треба да се прилагодиме. Принципот на солидарност секако е на прво место и свесни сме сите дека сакале неќеле барем дел од нашите плати или оно ќе нормално дека ќе бидат смалени. Но сметам дека не на ваков радикален начин и не на начин како што се постапи. Ние ако сме во криза, тоа значи дека имаме влада, имаме кризен штаб кој што ги прави анализи, прават ја следат состојбата, гледаат како е буџетот, еве секој ден се излегува на пресконференции се кажува 500, 600, 700 милиона евра ќе се задолжиме од разни дали евроврзница, дали кредити и така натака, што е добро, што сигурно тоа се прави врз основа на одредени анализи. Јас очекував во најмала рака дека барем кризниот штаб ќе направеше некоја анализа и ќе оценеше дека треба платите во јавниот сектор да се смалат за 10-20% или нешто 30 например, зависи колку ќе оцени состојбата. А потоа да се донесе соодветна одлука, кој што е ред, да има правен основ, па потоа да може да се смалат платите. Вака испадна дека политичките партии фактички со јавната администрација и со правосудството ги третираат како монета за подкусурување. Не е ни случајно што фактички ние немаме мерит систем во јавниот сектор, туку имаме споил систем. Значи, се третираат како да се поданици, вработените во јавниот сектор, поданици на секоја власт, така што со нив може во секое време и да бидат вработени, и да им се смалат платата, и да бидат на минимална плата, исто така и за судиите. Мене ме зачудува леснотијата како се предлагаат такви предлози, поготово што ние имаме независен судски буџет, за кој што други органи одлучуваат како тој ќе се троши. Предпоставувам без консултација на тие органи од судската фела, исто така се кажува дека платите ќе бидат 14.500, односно на минимална плата да се сведат. Едноставно мислам дека што се цело време што имаме заложби за партизирана држава, за едноставно партизирана администрација, партизирано судство и така натака, мислам дека и таа практика и понатака ќе продолжи. Мислев дека барем политичките партии да не лицитираат, зашто гледате една пресконференција, после саат време следува друга пресконференција кој што се нудат или пониски зголему или се нудат нови мерки. Треба таа работа да се остави на владата во услови на криза, има кризен штаб. Ние сме ги одбрале, тие имаат сите овластувања согласно уставот и тие да си ја решат работата. А не да има ова, многу е непријатно во услови на
вонредна состојба во услови на пандемија, уште да слушате дека лицитација на политичките партии, фактички кампањата продолжува. Така, ова го велите бидејќи веќе се појави отпор кај ДУИ, кај останатите албански партии, конкретно за оваа мерка за намалување на платите на администрацијата. Ама тоа е, видите, не треба ситно паречки, што би се рекло, интереси сега да се вадат да се добие некоја корист во услови на вонредна состојба. Едноставно треба сите да бидеме посветени за надминување на оваквата состојба. Ако формално правно сите рекоа еве ќе имаме вонредна состојба, ќе помагаме, па нема секој ден они повеќе излегуваат политичките партии на пресконференции и нудат разноразни решенија, да ги оставиме стручњаците, да ги оставиме оние што сме ги избрале, имаме влада која што е со мандат, нека земе да се справа со кризите. Еве, во областа на здравството добро се справува, еве, гледаме финансиите се преземат мерки за задолжување и така, но не, да ги оставиме луѓето, а не вака да водиме кампања кај што кога не е ни време ни место да се води ваква кампања. Токму така, на страна од политиката мора да ве прашам за бизнис секторот кој речиси и веднаш по рестриктивните мерки донесени од владата излезе со реакција дека бизнисите ќе патат. Ова најде и на голем дел од критики од јавноста, пред се од работниците во оваа држава. Дали имаат големите бизниси пред се моќ да го издржат овој период на рестриктивно работење и кој најмногу ќе пропати економски од ова, малите или големите бизниси? Јас мислам дека сите ќе пропатат. Поготово одредени сектори кои што е транспорт, туризмот и така трговијата, особено тие директно ќе бидат погодени. Производството, ако има пласман на производите, може и некако ќе животара, што ви се рекла. Но не случајно мислам дека и се преземат овие чекори за преземање на овие кредити што сепак за Македонија 600-700 милиона евра е голема сума. Предпоставувам дека добар дел ќе бидат насочени за помош на бизнис секторот, бидејќи фактички без бизнис секторот нормално товарот сите ќе го понесат, и бизнис секторот и јавниот сектор. Јас сум свесен дека ние платите нас ќе ни се намалат. Мораме тука сите да бидеме свесни. Ние сме во вонредна ситуација. Но тоа да биде врз основа на анализи, врз основа на реални факти, на вистина колку треба да се смалат плати или еве колку е штета на бизнисот да се оцени, бидејќи има таму стручниот кризниот штаб, колку што гледам има и колеги од универзитетот економисти, едноставно може проценка да се најде, постојано да се дава владата, едноставно сме им дале мандат, нека ги направат сите проценки, ќе си донесат соодветна одлука и ние сакале неќеле мора да ја почитуваме, а не да има лицитација. Верувајте, само повеќе тензија се прави меѓу народот со ова лицитирање на политичките партии. Дури јас би им забранил веќе да прават пресконференции и така натака. Ако е вонредна состојба, едино само владините министри и надлежните, тие треба да соопштуваат јавност. А ова гледате што се прави по телевизија. Повеќе имаме од политички партии пресови и соопштенија, отколку, да не кажам па по социјалните мрежи, кои веќе тука никој не може да им забрани, отколку оние кои што се навистина, што се борат и навистина вложуваат човечки напори да излеземе од оваа криза. Така државата ќе ги помогне бизнисите, но вчера техничкиот премиер Оливер Спасовски во едно излагање телевизиско рече дека товарот мора да биде рамномерно распределен, а бизнисите, особено оние кои можат економски да го издржат ова, исто така да преземат дел од товарот и да не очекуваат, односно да не се подпираат само на тоа дека државата ќе ги подмири сите загуби. Моето прашање е што е паметно за рамномерно да се распореди товарот од оваа состојба? Јас не сум економист, јас сум правник, но предпоставувам рамномерно, бидејќи сме во вонредна ситуација, сите ќе мора
согласно принципот на солидарност, да се соочиме со капацитетите на државата, колку се и што се, и едноставно сите мора равномерно товарот на оваа пандемија да го понесеме. Никој не е тука виновен. Не е нешто автохтоно, што би се рекло. Тоа дојде и со ова мора да се избориме. Предпоставам дека премиерот Спасовски има сигурно некои анализи, секои предрачуни. Предпоставувам дека врз основа на реални факти, тој и таа изјава ја дал. Но повторувам, и како јавниот сектор, така и приватниот сектор мора да се соочиме со оваа криза и товарот сите ќе го носиме. Тука цела држава, тука нема, мислам, тоа е тоа. Нешто што е најнорме, затоа и вонредна состојба, да не бе сите ќе си бевме хепи, што би се рекла, ама затоа седиме по дома, едноставно чекаме али како што кажувам, ова очигледно нема баш да биде толку кратко, како што светскиве искуства, Светска здравствена организација, како што кажувам, јас мислам дека ние сигурно уште 2-3 месеца состојба барем за Македонија ќе се пролонгира. Тоа може и колапс да добие и стопанството, и јавен сектор и така натака. Затоа предпоставувам се и овие мерки за подигнување на заеми, едноставно да се помогне и на едните и на другите, но се разбира смален, скратен обем, не како што било до сега. И сите од многу работи ќе мора да се откажуваме. Затоа товарот мора да се распредели и на јавниот и на приватниот сектор. Професоре, државата се задолжува за да се справи, односно за да ја води оваа битка, но мора да ве прашам што мислите за идејата која веќе се применува и во Италија, тоа е да се одложат кредитите на граѓаните. Голем дел од нашите граѓани се задолжени во македонските банки. Веќе споменавте и вие, но и предпоставките на здравствените власти се дека во наредните 2 до 3 месеци ќе имаме ваква состојба. Дали сметате дека тоа е еден добар предлог, сите кредити на граѓаните да се одложат барем за 3 до 6 месеци? Јас мислам дека е тоа добро да се одложат плаќањето на кредитите. Сепак банките е приватен сектор. Мислев дека тоа и премиерот сигурно мислеше и на тоа дека дел од приватниот сектор мора да понесе товар. Банките, вие знаете дека живеат од тие камати, но едноставно ако нас ни се смалуваат плати, ако стопанството, ако на некој му се затвара фабрика или цели молови затворени кафани и така натака, добар дел од сите скоро туристички објекти, угостителски објекти се затворени, така што и банките мора да водат сметка дека едноставно барем за 3-4 месеци за овој период да земат да се откажат од каматите и односно и да граѓаните да не ги плаќат месечните ануитети и плюс и од камати да се откажат. Па кога ќе помине вонредната состојба, едноставно да се продолжи секаде како што за процесите за изборите што запреа, па кога ќе помине оваа состојба да продолжи, така и кај нив. Предпоставувам и мислам дека е тоа добро решение на 3-4 месеца, барем граѓаните, барем во тој поглед за отплата на кредити и камати да не плаќат. И исто така што мора да го споменеме, бидејќи една од, можам да кажам, најголемите грижи на нашите граѓани, а тоа е зачувувањето на работните места. Вашите прогнози дали се оптимистични дека сепак со толку многу мерки ќе успееме дури во ваков рестриктивен период да го пребродиме без некои поголеми промени во оваа насока, бидејќи на светско, на глобално ниво и голем дел од големите компании посегна по отпуштање на работници? Видите, за реалниот сектор, за економијата, тука не сум експерт и не знам како ќе се однесуваат. Предпоставувам дека ќе има отпуштање, бидејќи знаете како поготово ми имаме доста и странски инвестиции тука. Они ако таа инвестиција во својата земја затвара
централата, фабриката затварат фабрики, па овде уште помалку ќе водат грижа за нашиве. Сигурно ќе има отпуштање и најверојатно дур е рокот на стопирањето на производството, тие работници, а и формално и да не бидат испуштени, тоа сигурно плата нема да им дават. Тоа предпоставувам, тоа ќе го направат. За јавниот сектор, вие знаете дека ми имаме предимензиониран јавен сектор. Предпоставката е не вака радикално секој на минималец, али предпоставката е одреден процент, најверојатно за овие неколку месеца, дека не знам како е кондицијата на буџетот, но најнормално и најлогично е да се свалат некој процент. Дали 10, 20, 30 или 50% да се смалат, тоа е најочекувано во овие услови, кога не се полни буџетот, кога нема кондиција, нормално дека ние фактички имаме, повторувам, околу 170-180 илјади кои што од буџет живеат, примаат плата, така што едноставно тука ќе мора да се донесе некоја мерка, али повторувам, нека се направат математиките, нека донесе владата одлука како што треба и едноставно мислам луѓето само да знаат, а не вака паушално да се исфрлаат бројки и едноставно не е начин во овакви услови да зема политичките партии да лицитираат со чувствата на граѓаните. Професоре, за да го заокружиме овој разговор, на крајот сакам да ви поставам едно прашање, но од аспект на граѓанин. На глобално ниво, можам да кажам, најбогатите граѓани веќе излегоа со информација дека ќе донираат дел од своите средства на своите држави за да се справат со коронавирусот. Во нашата држава се уште ниту еден бизнисмен не излезе со ваква информација, што зборува ова за нашето општество од оној малку хуманитарен аспект на солидарност, бидејќи цело време зборуваме за солидарноста. Дали сметате дека може би треба и нашите бизнисмени да излезат со сличен став? Јас се надевам дека нашите бизнисмени ќе проработи солидарноста, принципот на солидарност и дека ќе излезат со едноставно со јавни донации за одредена област или за одредена група на граѓани или ќе поддржат некои активности во оваа вонредна ситуација. Но знаете, кај нас имаме така наречени тајкуни кои што цело време кажуваме од кај им се парите, што им се парите, друга чекаме Forbes да ни каже кој колку бизнисмен во Македонија тежи, ние се уште немаме официјална слика или ранг листа, едноставно да знаеме колку имаме ние тие стопанственици кои што имаат капитал и од прилика, кај што секој светот на секој капиталот му се знае, само едино за жал во Македонија тоа не го знаеме. Така што ипак без разлика на се, мислам дека ќе проработи кај нив солидарно принципот на солидарност и тие ќе донираат некои средства за своите сограѓани, барем да се помогне во надминувањето на ова навистина ненаметната, што се каже, не автоктона криза која што дојдовме, ова навистина тука никој не е виновен за ова што ни се деси. Мислам, не е само за Македонија и на светско, на глобално ниво. Професоре, ви благодарам што одвоивте време за да дадете објаснување за одредени состојби и ваши видувања во врска со економските предлози на владата. Ви благодарам и на вас и имате убав ден. Ви благодарам. Тоа беше поранешниот декан на Правниот факултет и професор Борче Давидковски.